Спортско радио 90,3 во наредните минути одвојуваме простор за нашиот ракометен шампион Еврофарм Пелистер. Сезоната заврши, новата што се вели тука, веднаш на стартот ќе го имаме и големото дерби. Во последното жребување или формирање на групите, Битолчани и црвено-црните и нема среќа да се разминат, напротив, влегоа во иста конкуренција. Но тоа е само првиот дел од шампионатот, завршницата ќе биде и како интересна. А интересно беше тоа што го доживеа ракометна Битола во минатата сезона, по подолг период се врати титулата. За сето тоа што беше сработено, но и за плановите во иднина, денеска на програмата на Спортско радио 90,3 и се како по пат на социјалните мрежи на нашите специализирани канали, ќе го слушате и гледате тренерот на Еврофарм Пелистер Александар Јович. Јович, прво добро дојдовте во студиото на Спортско радио 90,3. Добро ве најдов и голем поздрав до сите слушатели на Спортско радио. Дојдовте со Шундо и ветивте дека ќе го стигнете Вардар од тронот. Една жестока завршница на шампионатот, малку изненадувачки резултати, се тоа ви дојде на рака и на крајот титулата ја прославивте во Битола. Така, по цели 18 години пост што се вика Битола немала освоено 18 години титула, дали куп, дали шампионска титула, ние успеавме оваа сезона да ја вратиме по мене таму кај што треба. Мислам дека Битола најракометен град во нашата држава и дека заслужија навивачите и сите битолчани заслужија да се израдуваат на оваа титула. Решава двата меча со Вардар, но само некаде 50%, затоа што знаеме за оние порази, посебно првиот што го доживеа Вардар од Акаут. Како реагиравте на тоа и дали очекувавте дека може воопшто да се случи некој друг да ви ја улесни колку толку работата? Па добро, јас и после тој надпревар со Вардар мислам дека беше вистинско дерби. Голема данка остави тој прекид што се деси и мислам дека влијаеше врз нашите играчи. Вардар беше во една одлична позиција и јас после самиот надпревар дадов изјава дека ништо не е готово, дека нашето првенство е квалитетно, дека и Еврофарм Пелистер и Вардар може да доживее негде пораз, значи во Кавадарци е доста тежок терен, ракометен клуб Алкалоит е доста млада, полетна екипа, Охрид е исто незгоден противник, така да то се случи и имавме голема шанса, не требаше победа од една разлика во Битола над Вардар. Како се подготвувавте за тој меч? Како живееше Битола тие денови? Така, па добро, ние дојдовме малце во незгоден период заедно со Звонко Шундовски. Поточно на 8 март почнавме со екипата да работиме. Имавме краток период кај што требаше да ја крениме екипата и физички и психолошки беа доста паднати после тие резултати што ги има во Лига Европа. Наметнавме некој наш стил на игра и пристапот кон самиот тренажен процес и мислам дека добро да сработивме работата на крај, благодарение на играчите што веруваа во нас и што не пратија. Се сеќаваме сите на легендарно клавајте голови поврзано со Шундовски за европското, кога ние го имаме најголемиот успех и сега колку тоа клавајте голови во комбинација со вашиот интелект и тоа искуство што го имавте години собирано, успеа да дојде до таа добитна формула. Па така, јас мислам дека нашиот клуб е единствен на може да кажеме и во Европа, кај што имаме ангажирано, по мене мислам дека сме и двајцата не одлични, ама коректни тренери и мислам дека направивме нешто ново и мислам дека со тој потек што го направивме сите се чудеа, јас тоа го сметам дека сме можда и чекор 2 напред пред другите и во размислување и во однос. Мислам дека Звонко по мене е еден од нашите македонски најдобри тренери, има големо искуство и кроз водење на репрезентација и водење на странски клубови и странска репрезентација, мислам дека беше селектор на Израел и имаме
одлична соработка и мислам дека заеднички сме на добар пат и направивме успех и сме на добар пат да поставиме здрави темели што му треба на раковетниот клуб Еврофарм Пелистер. Се види дека Еврофарм Пелистер со вашето доаѓање беше тоа еден инпут практично за серија добри резултати и тоа што претходно можеби се забележуваше како слабост е ротациите со ракометарите и посебно интернационалците. Ги немаше и дури се прашуваше и спортската јавност дали се вистински одбрани за нашево првенство услови и така натаму, дали може да почувствува што значи едно дерби меѓу Вардар и Еврофарм Пелистер, но со вашето доаѓање многу се зголеми дисциплината, веќе и загубените топки или празни акции почнаа да се сведуваат кон нула. Така. Па добро, ја затекнавме таа екипа што ја имавме на располагање и многу работевме со Звонко, значи покрај тренизите што ги имавме некогаш и по два пати дневно, по 2 сати еден тренинг трае, значи ние останувавме во сала, па сигурно некои добри 4-5 сати преку видеоанализи, преку планирање на тренинзи, преку согледување кој што и колку може да одигра и мислам дека ги најдовме тие вистинските кои може да го изнесат теретот во дерби со Вардар и со останати. Имавме доста тешки надпревари и со Алкалоид во Скопје и со Тиквеш во Кавадарци, така да мислам дека успеавме околу таа работа. Сега околу минатата сезона е задна, се знае Еврофарм Пелистер прв, Алкалоид втор, Вардар падна на третото место. Во целата таа приказна влегуваат и неколку други, вие ги споменавте и Охрид и Тиквеш, меѓутоа да не забравиме и скопските екипи, ви создадоа многу проблеми. Дали мислите дека во последниве 4-5 години полека никако квалитетот се доближува кон тие што се наречени главни фаворити? Или воопшто што вели вашето мислење за таа сезона, глобално гледам? Па мислам дека македонско првенство е доста квалитетно. По мене и можда и на бившите EU простори дека е најквалитетно првенство имаме, поготово што се однесе до плейофот. Значи имавме екипи кои не смееш во ниеден момент да ги подцениш, без разлика дали си фаворит. Ете можда тоа се деси на Вардар, па ја загуби титулата во надпреварот со Алкалоид, така да мислам дека одиме по нагорна линија. Околу составот на играчите веќе знаеме, дел си замина по на голема свеченост што беше направена, се простивте со повеќе ракометари. Дали тоа беше ваша идеја, ваша анализа, па ги пречкртавте или тие пак едноставно не сака или бара други предизвици? Па добро, мислам дека клубот со тие што се раздели играчи, мислам дека се раздели на коректен и пријателски и начин. Едноставно на некои играчи им завршија договорите, ние заеднички преценивме дека мора да бараме други решенија, други алтернативи и може само да им посакам на сите играчи успех во понатамошна кариера. И сега, бидејќи сезоната практично ќе биде наредната максимално активна со настапи на повеќе фронта, сега претпоставувам дека малку им дадовте можност на ракометарите да здивнат до кога сте на пауза и како ќе влезете во подготовки? Па добро, да, играчите имаат активна пауза, имаат програма од нашиот кондицијски тренер, значи кај што треба да работат преку цело лето, а стартот на подготовки ни е закажан за 19 јули. 19 јули ќе биде тоа тука во Македонија во повеќе фази? Па ќе одработиме во 2 фази. Планираме да одиме на висински подготовки во Маврово, ќе учествуваме на меѓународниот турнир во Добој и имаме после Добој имаме турнир во Охрид. И мислам дека е тоа доволно толку. Имаме 7 надпревари, мислам дека е доволно за старт на нашето првенство и за Лига шампиони. Значи, колку ќе ви треба ракометари вкупно во ростерот? Колку остана сега со оглед дека си замина
9 практично од Така. вашите редови на крајот на сезоната. Еве само ќе ги потенцираме Олевски, Куковски, Велковски, Хенеберг, Суси, Хосни и Маџовски. Така. Колку сте испланирале да имате со каков ростер идеално да се работи? Па ние затекавме 20 играчи. По мене, јас мислам дека нас повише од 18 играчи не ни треба. Значи, сакаме да направиме, имаме доста млади играчи кои се репрезентативци на Македонија и кои се голем потенцијал и многу талентирани, сакаме да добијат и они оваа година шанса без разлика дали е Лига шампиони или дерби на превари со Вардар играме прво коло. Мислам дека треба и они више да влезат во тој сериозен ракомет и да одговорат. Така да би сакале да направиме добар спој на странски играчи кои се стварно квалитетни, не би сакале да одиме во некоја ширина и да имаме добар спој од странски квалитетни играчи и наши млади играчи кои се доста талентирани и имаат голем потенцијал. Тука е Ненад Костевски на десно крило кој е роден 2001 годиште, Цветан Кузмановски е 99 годиште, Павле Атанасиевич е 2003, Петар Атанасиевич 2003, Емелијан Ѓорговски е 2002, тука и Марио Танковски исто млад 98 годиште, така да имаме добра база и основа од млади наши. Кизич малиот Марко Голманот е 2001, така да тоа е тоа. Да, ќе има тие шанса нели да почувствуваат малку Лига на шампиони и сете тоа што се случува во елитата. И сега Каспер Кисум го продолжи договорот. Данецот Андреас Јохан Нилсен е дефинитивно нов член Еврофарм Пелистер и словенецот Нец Цехте доаѓа од ГОК. Сите тројца имаат навистина големо искуство погледнато во меѓународни води. Така. Па добро, тука ни се враќа од повреда од минатата сезона Руди Сери, кој мислам дека исто квалитетен играч. И нашите планови се да ангажираме уште еден десен бек и уште еден среден бек. Тоа не се. Тие две позиции ви се најкритични, десна страна. Така, на десна бековска позиција и еден играч на среден бек. Имаме некои опции, ако тоа се оствари, мислам дека ќе направиме доста конкурентна и квалитетна екипа. Да, имате одличен голман, секако двајца всушност кој што има блескави партии во минатата сезона. Нема да говорам многу за Лигата на Европа, затоа што вие и не бевте тренер практично во тој период. Но ајде сега за Лигата на шампионите. Посебен предизвик, но секогаш нели тренерите треба малку да запалат таа искра кај коментарите. Да. Што планирате и што посакувате? Секако пехарот сите го сакаме, но реално ако ги гледаме работите. Така. Па добро, со самиот пласма во групна фаза, значи ние сме меѓу 16 најдобри клубови во Европа. Сега, значи ќе имаме 7 надпревари на домашен терен, 7 надпревари на гостински терен и мислам дека е тоа фактички една лига, едно првенство се игра со најквалитетни екипи и мислам дека треба добро да се подготвиме. Нема да се предаваме пред било кој противник и ќе направиме секој противник од големите клубови и ако не победи, да се намачат. Доста се намачат за да дојдат до бодови, поготово во Битола. Така, стартот на сезоната практично ќе биде со оној надпревар во Суперкупот повторно со Вардар ќе треба да одиграте. Колку пристапот кој тој надпревар ќе биде од ваша страна? Па добро, ние ќе одиме на секој надпревар максимално. Значи, дали биле турнири, дали биле Суперкуп, дали е првенство, значи мора така да ја насочиме екипата да секој тренинг мора да дадат максимум, а не на надпревар. Така да ќе атакуваме на сите можни титули што може да се освојат. Сега е многу значајно од една во друга сезона тимот да не биде едноличен.
Така. Ако е едноличен, другите ваши колеги, нели, ќе прочита каде се послабите страни, каде се подобрите страни. Така. Подготвувате ли нешто специјално е што треба да биде изненадување? Знаеме, вие по кација бевте крило, ќе се форсирали малку повеќе на крилните позиции со оглед и на ракометарите со кои располагате сега во моментов. Па добро, па кажав, ако успееме да ги ангажираме овие два играчи со кои сме во преговори, мислам дека ќе сме направиле една одлична селекција на играчи. Пошто сите играчи што ги ангажиравме до сега се одлични играчи у два правци. Значи ќе немаме еден играч игра само напад, а седи на клупа во одбрана. Значи тука ќе имаме голема предност и мислам дека мора Еврофарм Пелистер и во Лига Шампиони и во нашето првенство да би по-препознатлива фанатично борбена одбрана. Мислам дека само преку одбрана може да се дојди до некој добар резултат. Да, знаеме вие како стартувавте и една ваша генерација, нели, која красеше македонскиот ракомет и репрезентативно, но и низ клубовите што настапува, секоја сме имали жестоки битки со тимовите од обкружувањето, но и со европските. И сега можеби во еден период го нема тоа кај помладите ракометари. Ќе треба сепак да им се всади во главите дека ракометот е машки спорт. Ќе земам како пример еве низ репрезентацијата, ние играме мечеве без прекршоци. И примаме по 30 на голови. Тука малце е канес проблем тој системот на надпреварување за млади категории. Тука мора да се направи промена, пошто мислам дека сега имаме се поделени во региони. Ние сме мала држава, значи од Скопје до најдалечна точка е максимум 200 километри, максимум е тоа. Така да не се големи трошковито и мислам дека кадетска и младинска лига мора да е единствена лига на ниво на цела држава. Значи не може да имаме скопска група, па да имаме пелагониски тамо регион и така натаму, и тие играчи немаат квалитетни надпревари. И мислам дека тука ги губиме децата и тие таленти, затоа што се таленти и доаѓаат у прва екипа, а немаат научено да такмичарски да се надпреварува. Мислам дека тоа мора да се смени тој систем и не може клубовите, тука федерација мора да пресечи, не може клубовите да се вадат на ставка дека се големи трошкови. Значи сите клубови аплицираат и се добиваат ваучер. Значи тој ваучер треба да се стави некоја ставка, да се распредели, толку процент од ваучер мора да оди за развој на млади играчи. Пошто ако не произведуваме играчи, ти имаме проблеми и за репрезентација, ти ги имаме тие вакууми кај што имаме недостиг на, например, да се селектира од 50 квалитетни играчи, да се барат 18 и тоа нешто, а да селектираме 18 од 10, тоа е проблем. Ајде ќе се работи со младите, вие покажавте во Еврофарм Пелистер 2, тоа е практично отскочна даска да се влезе во првиот тим и таму имаме квалитет. Да. Па добро, ние со Зоран Стерија, претседателот на клубот, започнавме проект за млади играчи уште во 2018-19 година. Јас работев по тој период во Академија Алушевски, заедно со Стефчо Алушевски, кој имаше своја школа, која беше на добар глас и квалитетно работеше со неа, имаше добри деца и тука господин Астериев виде дека има потенцијал и ни помагаше доста, али тоа не го знаеше никој, значи визави тоа ние добивме 3 играчи од таа Академија Алушевски, ги однесовме во Еврофарм Пелистер 2 2020 година, заедно со мене дојдоа и еве ги двајцата браќа Атанасиевичи се стигнати и до А репрезентација, а не од Бели Стојановски е помлад од нив, 2004 годиште, он е кадетски репрезентативец. Така да
мора да се вложи во млади играчи, мора да се има визија и мора квалитетно да се работи со тие деца. Така, познавајќи ве како работевте, нели, во младинските категории, јасно е дека ќе се излезе на површина на квалитетот што го има Еврофарм Пелистер 2 во случај, бидејќи говориме за младите. Така. Првиот тим веќе го анализиравме и само за крајот полека на разговорот, можеби најголем проблем за битолчани нема да бидат противниците, не во салата. Каде ќе се игра? Па добро, би било жалосно да не може да играме во Битола. Првенствено заради нашата публика, за сите битолчани и мислам дека се започнати дека е започнато реновирање во сала, треба да се направат некои захвати и внатре во сала и пристапноста пред сала и така натаму и мислам дека општината заедно со клубот ќе направат се за да добиеме зелено светло да може да ги играме на преварите во нашиот град. Така да јас сум оптимист, како и секогаш. Да, и се надеваме дека сите тие работи околу салата Боро Чулевски ќе бидат финиширани и дека првиот надпревар во Лигата на шампиони ќе го дочекате на домашно Буниште. Јович, јас ви благодарам што бевте гости на програмата на Спортско радио 90 за ПРК3. Дојдовме простор за нашиот ракометен шампион кој ќе не представува и во елитата на Европа. Благодарам и вас за покана.